Твоето место, мало, улица, дом. Ти одлучуваш каква ќе биде. Направи го вистинскиот избор. Гласај. Локални избори 2025. Таму е Скопје, град мој љубав ближе, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам, постоја своја, Скопје каже ми. Здраво живо уште еднаш во редовниот термин. Влегуваме во завршницата од циклусот, специјалниот циклус посветен на локалните избори 2025 на Вистинска телевизија, последната седмица пред првиот круг на гласање. 21:15, како што за оние што досега не следат и знаат, е термин резервиран за представување на кандидатите за делот кандидатите за градоначалници на општините кои што се во градот Скопје. Вечерва продолжуваме со представувањето и ќе занимаваме можеби со најмалата, барем според бројот на жители општина во градот Скопје, која што често пати во кампањата нели го носи и етничкиот презнак на град Скопје, а дел од таа заедница знае за себе со гордост да каже дека тие се едни од најстарите вистински скопјани. За која општина станува збор, Вики? Добро вечер и од мене, почитувани гледачи. Токму така, колега, вечерва ќе разговараме за Шуто Ризари, односно со кандидатот за градоначалник и актуелен прв човек на општината, господин Курто Дудуш, кој ни доаѓа како представник од Унија на ромите. Господине Дудуш, ви благодариме што ете вечерва сте со нас во отворената програма на Вистинска телевизија. Како сте? Добро, благодарам на поканата и навистина ми е чест денес да присуствувам во вашата емисија. Јас се најавив како специфична општина, не само заради бројот на жители нели и специфични проблеми, меѓутоа, иако се обидуваме на некој начин да се ослободиме од тој етнички предзнак во политиката, овие 30 и кусор години независно, сепак тоа се чини лепди, во некои општини е и многу изразено и кај некои кандидати. Во секој случај, она што е интересно за општината Шуто Ризари е дека има дури 7 кандидати за градоначалник. Јас, барем од оваа објективна, се надевам, новинарска, лаичка, да кажам, граѓанска страна, го гледам тоа позитивно, бидејќи нели заедницата е размрдана, луѓето појавуваат амбиции и така натаму, меѓутоа, кое е вашето мислење? Дали е тоа добро за демократијата во Шуто Ризари? Искрено, за демократијата во Шуто Ризари можеби е ете така како што вие тоа го гледате надвор од она што е интересот на заедницата, меѓутоа интересот на заедницата не е да имаме 7 кандидати со оглед на тоа дека бројот на гласачкото тело во Шуто Ризари изнесува реално 23.500 негде гласа, од кои што половина се реално надвор од Македонија, не се резидентни жители, и реално на секои избори излегуваат само 8 или 9.000 гласачи, од тоа што негде околу 2.800 до 3.000 гласачи се албанци, со етнички албанци, така да преостануваат некои 6.000 гласа кои треба да ги поделиме на 7 кандидати. Тоа покажува колку е разедината нашата заедница во поглед на политичките партии. Имаме исто така, морам да нагласам дека имаме 13 политички партии, што мислам дека ни една заедница нема повеќе. Ние сме шампиони во тој дел и затоа мислам дека не треба да е така. Мислам дека 2, највеќе 3 кандидати би биле доволни за општина Шуто Ризари, за да народот се одлучи за вистинската опција. Пред да влеземе, се извинувам уште малку, да влеземе во студиото, коментиравме за ромите кандидати за градоначалник на градот Скопје. Нели за потребата нели од ромската заедница, сега пак е тоа етнички признак, меѓутоа веројатно е разбирливо зошто го правиме тоа. На кој начин би се факторизирала во рамките на градот Скопје? Дали сметате дека од една страна овде имаме разединетост, меѓутоа од друга страна на тоа ниво, бидејќи реално, сега да не предуцирам, меѓутоа и вие ние знаеме, а и кандидатите знаат дека се многу мали шансите за постигнување на не знам каков резултат, меѓутоа сепак бројката е важна. Зошто?
Едноставен е одговорот. Видете, ние како политички партии, ромски, како што реков и претходно, 13 по број, кога ќе ги поделиме на вкупно, 50.000 гласачи низ цела држава, излегува дека ако ги поделиме на 13, нема да може ниту една партија да освои ниту еден пратеник, ако се поделиме така како што сега реално бројките стојат. Меѓутоа, за градот Скопје, мислам дека ова ние што го правиме е револуција по однос на како да го наречам тоа што ние сами излегуваме на овие избори како ромска партија без никаква коалиција, покажуваме зрелост, политичка зрелост, што другите партии претходни до сега нема смелост да го направат. Секогаш се врзува со некоја поголема македонска партија и така настапува во градот Скопје. Сега ние точно тоа што го рековте, сакаме ромскиот глас да го факторизираме, да се изброиме, да видиме колку сме. Зашто сакаме да се изброиме? Затоа што кога ќе одиме во преговори со некоја поголема политичка партија од другите етнички заедници, секогаш сме уценувани или подценувани со тоа што ќе ни кажат: па, знаете, реално сакате, дојдете, сакате, не морате, затоа што и онака што имаме од вас 200, 300, 500 гласа. Заради нашата разединетост. И сега ние што правиме како ромска политичка партија, се охрабривме да одиме сами и едноставно да го собереме ромскиот гласачки електорат и да се изброиме, да видиме колку сме, за да може утре, кога ќе дојдат и парламентарни и други избори, да знаеме колку реално роми имаме во градот Скопје, за да можеме да бидеме еднаков партнер со сите други. Значи, ако може да се избројат турците, ако може да се избројат турците, ако може албанците да се избројат, зашто да не се изброиме и ние и да видиме колку сме реално, за да не бидеме уценувани од било кого во иднина. На што се должи разноликоста во 13 политички партии кај ромите и колку тоа е предизвик за оваа изборна кампања за вас како прв човек на општината и кандидат за друг мандат? На што се должи? Најверојатно таа политичка незрелост, пак ќе кажам. Значи, не знам дали секој кој ќе влезе во политичка трка еднаш, ќе биде разочаран од својот лидер или не знам, од политичката партија, се дрзнува да отвори нова политичка партија, да се проба сам, да биде он лидер. Најверојатно тоа е некоја, не знам, IT грешка во генетиката кај нас, што нормално не би требало да биде, не може сите да бидат главни, не може сите да бидат капетани, капетанот треба да има и војска. Во овој случај кај нас, не знам, треба да го провериме тоа, најверојатно да направиме некои анализи и на што се должи тоа што кај нас има 13 политички партии, за жал. Како тече досега изборната кампања? Предпоставувам секојдневно сте на терен. Има ли новини во изборната програма ваша сега за новиот мандат? Па, искрено, јас го продолжувам на континуитетот таму каде што започна. Ја во 2017 си дадов збор Шуто Оризари да биде еднаква општина со сите други. Не сакам сега да бидам преамбициозен во тој дел, меѓутоа општина Шуто Оризари ја наследи во катастрофална ситуација. Замислете, во општина Шуто Оризари пред 2017, ако се качите во такси, еден прост пример, ако се качите во такси и кажете каде, Шуто Оризари, таксистите не ќе да возат само затоа заради да не се ги искрчат колите. Еден обичен пример. Значи, комплетно руинирана инфраструктура, никакви инвестиции во општината, темница комплет. И сега практично од 2017 Шуто Оризари почнува да се развие. Значи, денеска имаме модерно Шуто Оризари. Ве повикувам како телевизија да дојдете да направите прилог, да видите денеска Шуто Оризари како изгледа. И тоа јас што го започнав од 2017 е резултатот од тоа е денеска имаме од вкупно 72 улици, имаме 34 најголемите се веќе реконструирани. Имаме 7,2 километри за така мала општина.
поставена атмосферска канализација, фекална, комплетно LED, смарт осветлување, нова градинка, инвестиција од 1,5 милиони евра, реконструирани 2 училишта комплет со смарт табли, значи буквално све ново ставено, нов плоштад, буквално се што требаше да се работи за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните, го направивме. Ни преостанува да се фокусираме на малските улици, тоа што е малска инфраструктура, и тука сега работиме интензивно. Ни преостанува да се фокусираме на културата, на спортот. Тука сме слаби и тоа треба да се интензивира во овие наредни 4 години. И што ми е најважно во овој мандат, што го барам од моите граѓани, е економскиот развој во нашата општина. Тоа ни е најбитно. Ние сме, мислам, дека единствена општина која нема трговско-индустријска зона. И тука треба да работиме, носиме нови детални урбанистички планови, кои за жал не поминаа во целост во овие 4 последни години. И се надевам сега со новиот состав во Советот, со нова сила, нови луѓе, ќе пристапиме кон тоа да се охрабрат советниците да ги гласаат новите детални урбанистички планови, со цел да им понудиме на тие инвеститори кои доаѓаат цел период додека сум градоначалник и бараат парцели, бараат место каде може да се сместат, затоа што сме општина која се протега кроз коридорот ОСУ. И многу е интересна као локација, меѓутоа, за жал, до сега Шуто Оризари нема донесено, значи пред мене зборам, нема донесено ниту еден детален урбанистички план. Во 2018 започнавме со носење на детални урбанистички планови и тие се носат, значи, така како што налага времето, нели, тоа не е лесно да се донесе, треба институциите сите да ги поминат, обично еден детален урбанистички план треба да поминат 4, 5, 6 години додека се донесе. И ние еден дел донесовме, меѓутоа уште еден дел, токму тој што треба да го работиме во економскиот дел, треба да се донесе за да можеме ние да почнеме да градиме инфраструктура, да можеме да бидеме конкурентни на пазарот, за да привлечеме инвеститори и тука да почне развојот, економскиот развој во нашата општина, да почнеме да бидеме општина која ќе биде и економски стабилна, да има собствен буџет, кој ќе биде буџет онака да можеме и сами да инвестираме без помош на влада, меѓународен фактор, да можеме сами да планираме развој на општината без повици од влади, без повици од ИПА фондови, него да имаме собствен буџет, да можеме и сами да го планираме тоа. Учествувате ли на повиците од владата? Секогаш. Да. Добивте нешто како општина? До сега, се што имаше повици од влада, од министерства, секаде учествувавме и секогаш добивавме. И сега, и предходно, и со предходната. Значи можете да се пофалите на добра соработка со централната власт. Тоа произлегува од тоа дека ние сме ажурни во тој дел, знаејќи дека нашиот буџет не може да си дозволи сами да работиме, да развиеме, да понудиме на граѓаните и се фокусиравме токму на тој дел, да можеме да бидеме спремни со проекти и таму каде што ќе има повици, веднаш да аплицираме и до сега немав никаков проблем со никоја влада. Сите ја сакаат да излегуваат во пресред, гледајќи дека имаат сериозен партнер од нашата страна. Ние цело време се работиме на тоа. И еве, денеска, например, во Шуто Оризари се работи на 10 страни. Ние не знам сега сите страни каде што се работат, меѓутоа развојот продолжува и мислам дека одиме на прав пат. И кога сме тука уште ова, често пати се говори за статистиката околу стапката на невработеност во Шуто Оризари, особено кај младата популација и лицата од женски пол. Што превземате по тоа прашање? Сакаат ли да работат луѓето? Како прво и има ли работа? Како не сакаат да работат? Знаете, во последните 2-3 години, откако почна ова Балкан да се празни со одење низ европските држави, со немање на доволна работна снага и на самите институции и приватни фирми во нашата земја, добиваат шанса ромите. Знаете дека порано тоа сега за жал беше така, колку и да е квалитетен, колку и да има соодветно образование,
кога ќе имаше повик за вработување, прво се гледаа сите други, ако нема од другите, тогаш ќе се земеше некој ром да го вработат. Тоа го покажува и фактот дека ние многу малку луѓе имаме по администрации. Многу малку роми имаме по шалтерски работници, да ги видите сега, да отидете по институции, скоро и да нема шалтерски работници, а тоа не треба да имаш високо образование за да работиш во некој шалтер, а со средно образование денес, секоја година во општина Шуто-Ризари завршуваат 500 деца средно образование. И тие треба да добијат шанса, но за жал по институциите сме се уште слаби. За среќа приватните фирми, кои секогаш имаат дефицит на работен кадар, ги вработуваат и можам да се пофалам дека денеска Шуто-Ризари скоро и да нема невработени од оние кои сакаат да работат реално. Оние кои не сакаат да работат, нормално, што да им понудиш, они ќе најдат, нели, забелешка. Меѓутоа, они кои сакаат да работат, сите се вработени. Добро рековте, тоа е еден на некој начин социолошки процес кој што тренд кој што е во глобални рамки, особено изразен во Европа, и она што можеме да го забележиме. Не знам дали да прejudicирам дека претходно имало дискриминација, верувам дека од она што го зборувате како искуство сте се соочувале со тоа, меѓутоа вака како лаик, како граѓанин, веќе гледам роми во големи маркети, брендови, трговски центри и така натаму, нешто што пред само 10 години не беше вообичаено да се види, што веројатно го потврдува ова како теза. Јас би се вратил повторно на парите за реализирање, нели, на проектите. Ја споменавме владата како можен извор на информации и меѓународните фондови, нели, исто така како можен извор на финансии, се извинувам. Што со вашите извори во смисла на приходите во буџетот, во смисла на процентна наплата и така натаму, бидејќи знаеме дека во одредени општини се уште куборат или имаат проблем или секаде може да биде и подобро во смисла на наплата или на приходите од страна на она што поставки следува и се слева во буџетот на општината, тука се даночниот прилив и така натаму. Што со тоа? Видете, јас не би можел да се пожалам во тој дел. Не сме како... Знам на што алудирате. Меѓутоа, има и други општини, не само тоа на што алудирам, има и други, Знам, меѓутоа не сме од тие општини кои не ги плаќаат даноците, напротив, ромите плаќаат редовно даноци и не можам да се пожалам во тој дел. Каде што сме слабие, токму немаме доволно погони, немаме доволно фабрики кај нас, немаме доволно капацитети како што ги имаат другите општини. Економскиот дел ни е слаб. И тука сме назад. И тој дел намерно сега во овие 4 години си го ставив како фокус. Тука треба да се фокусираме сите кои што се бавиме со политика, сите да помогнеме и тука треба да излеземе јаки овие 4 години, за да Шуто-Ризари не зависи од данок на имот само или од данок на промет. Тоа се малку пари за една општина, со тоа што ние во 2017 наследивме општина со 30 милиони денари буџет. Нашите основни школи имаат поголем буџет него општината. Замислете со 30 милиони денари што можеш да направиш како општина, која се протега на 7 километри радиус, која има повеќе од, 50 километри улици, инфраструктура, подземна, Знаете, не можете ништо да постигнете со тој буџет. Денеска ние може да се пофалиме со 80, сега со овие последни анализи, општина Шуто-Ризари ќе има буџет во 2026 80 милиони денари. Значи го зголемивме за 50 милиони денари, меѓутоа се уште не е тоа буџет со кој може да се пофалиме дека ние можеме сами да инвестираме, во некои големи капацитети, нешто што може општината сама, со тоа што 70% од буџетот ни оди во плати и тековни трошоци, практично со 30% од тоа што преостанува не можеш да планираш развој за општина, доколку ги нема нашите пријатели кои така помагаат со повици
Ако убаво разбрав, значи и тоа логично е така. Вие сте актуелен градоначалник, имавте мандат и на некој начин вашата порака е сега барате доверба за да го довршите тоа што е започнато и да продолжите онаму каде што исто така има потреба. Го нагласувате економскиот момент, потребата од нови инвестиции и тука повторно се враќаме на неминовната и соработка со град Скопје и соработка со владата, освен поддршката од Советот. Како гледате на таа приказна? Да, кредитот, аплицирањето со проектите се еден момент, меѓутоа ова налага малку поинаква, поширока перцепција на проблемот. Нели за да се привлече странски инвеститор, го споменавте дури и коридорот 8, што дури можеби сака и поширока регионална геостратеска анализа во приказната. Па не би рекол дека е сега тоа некоја научна фантастика за да се успее да се направи тоа. Со оглед на тоа дека нели сега 2024 ни се доделени еден дел од парите за унгарскиот кредит, 2025 вториот дел. Ние очекуваме во 2026 со третиот дел веќе, доколку ни помина деталните урбанистички планови, веќе да започнеме со градење на таа локална инфраструктура, која и како е битна за развојот на економијата во нашата општина. И тука не знам, не треба да Истепна координација со владата во смисла на нели коридорот 8 подразбира и малку поинаква инфраструктура која што регионално поврзува. Да, ама тука имаме ние сето тоа што треба, излез од автопат, значи локални патишта кои ние треба да ги изградиме и да го споиме излезот на автопатот за да можеме да бидеме конкурентни. Владата секако ќе помогне, се надевам дека ќе помогне во тој дел. Не верувам дека ниту една влада во Република, да не ми се налутат сега другите во Република Северна Македонија, затоа што во една емисија водителот ми забележа на тоа зашто реков Северна Македонија. Меѓутоа, не верувам дека ниту една влада во државата има нешто против Шуторизари да се развие. Напротив, мислам дека и нарочито оваа влада која толку пари инвестирала сега во Шуторизари, до сега 5 милиони евра, никогаш порано толку пари не се инвестирале во Шуторизари, не верувам дека оваа влада не би била горда со тоа во Шуторизари конечно да започне економскиот развој. Значи немате проблем, немате, не знам, некако бидејќи кај нас знаат некогаш да застанат работите и од политички наед, од, не знам, поделба на некакви други интереси кои што не се интереси на граѓаните. Инаку за Северна јас ви забележувам, ама ваше право. Добро, јас почитувам. Добро да не одиме со забележувањата. Меѓутоа, немам никакви забелешки за работењето на владата. Ние немаме никакви притисоци, ако не сме коалициони партнери и немаме политички ништо заедно. Меѓутоа, до сега можам одговорно да тврдам дека многу коректно се што исследуваше на општина Шуторизари се дадено. Мислам и јас како градоначалник немав до сега да лупнеме на маса никакви притисоци од никого. Напротив, секогаш поддршка и навистина благодарен сум од се срце за таа поддршка што ја даваат за граѓаните на општина Шуторизари и за општината Шуторизари. Споменавте нели во иднина, во мандатот кој сега барате да го добиете од граѓаните, спорт и култура. Веројатно тоа на некој начин индиректно се однесува и на младите. Што мислите по тоа? Видете, напоменав дека во почетокот наследи во општина со катастрофална инфраструктура. И со тоа што можев да успеам да го добијам како средства за реализација, ми беа приоритет, нели, улиците, водоводот, канализациите, зеленилото, значи буквално да средиме она што нели треба за секојдневно функционирање на една општина. Се заложи во тоа и во фокус не ми беше толку спортот и културата, затоа што ако ти немаш пред врата нормална улица, немаш осветлена улица, фудбал ли ќе играш? Сега реално и како дома сега не можеш ти. Добро, приоритети се во прашање. Приоритети се во прашање, токму тоа приоритет си ги ставив тие работи. Меѓутоа сега кога во 2026 веќе завршуваме со 90% од инфраструктурата во мојата општина,
тогаш не ми преостанува ништо друго него да се фокусирам токму во спортот, во културата, во економијата. Како ќе ја поддржите ромската култура, јазик, традиција на локално ниво? Имате ли Имаме, конкретни проекти во Носиме сега детален план за изградба на културен дом токму во Шуторизари. Ќе биде првиот културен ромски дом. Тука имам забелешка. Значи, не мораше да се чека Курто Дудуш да донесе урбанистички план или маркица за градба на културен дом, затоа што ние сме исто граѓани на Скопје и требаше на толку празни објекти низ градот Скопје, до сега требаше да ни се додели локација каде што можевме ние да ја почувствуваме она културна работа кај нас. Имаме еден куп културни работници кои и како чекаат да работат на тоа нашата култура да биде презентирана на најдобар начин. Меѓутоа не се најде најверојатно воља кај никого за да ни издвојат некој објект, а има еден куп празни објекти кои стојат низ цело Скопје. И затоа одлучивме да одиме на варијанта ние сами да направиме детален урбанистички план, да правиме планска документација и да изградиме културен дом во Шуторизари. И за тоа постои веќе, мислам, докаде се работите? Веќе сте во фаза на проектирање? Во фаза на не е на проектирање, во фаза на донесување на урбанистичкиот план. Значи и тоа зависи. Негде 70% се завршени работите. Спортот? Спортот најави вија изградба на стадион, најави и кандидатот на ВМРО изградба на стадион. Значи тука сме на едно. Доколку победам ја и победи кандидатот на ВМРО Орце, сигурно ќе има стадион, малку он, малку ја и ќе го завршиме и ќе биде најубав стадион во. Така, имате двајца кандидати за градоначалник на градот Скопје и повеќе скопски општини. Каква е соработката со општините во градот? Па искрено немаме некоја, не знам каква соработка, секој си го работи својот дел. Јас освен дека комуницираме и споделуваме информации кои ни се битни за нашето секојдневно работење, нешто комуникација или соработка немаме. Не можам да се пофалам. ЗЕЛС, Скопски плански регион. Преку ЗЕЛС имаме соработка, но тоа е, знаете, тековно и нема нешто каде би можел да се пофалам, затоа што од ЗЕЛС, освен дека присуствуваме на нивните седници, Општина Шуторизари не може да се пофали во овие 8 години дека издвои некој проект. Освен од Скопски плански имавме неколку проекти кои се реализирани успешно. Ги спомнавме странските фондови како можен извор на финансии. Најчесто се добива впечаток, сега може би ете лична перцепција, ќе се извинам ако така мене ми изгледа, меѓутоа најчесто како да се прескокнува заедницата и како да тие средства кога се работи за поголеми средства или донации се доделуваат на ниво на влада, на ниво на министерства и така натаму, па потоа оди распределбата. Кој е вашето мислење околу тоа и дали имате директна комуникација? Сега зборувам за, нели, ги знаеме кои се странските извори на финансирање, вие споменавте некои европски фондови, меѓутоа не се само тие, тука се и странски држави преку своји амбасади и така натаму. Дали е точна ова моја перцепцијата, да ја кажам, и зошто е тоа така? Ако е така, зошто во локалната заедница не гледаат соодветен партнер? Заради недоверба, заради, не знам, недоверба во администрирањето, заради потенцијал за корупција или зошто е тоа така до сега? Не Барем би така се нарекол добро беше. така. Ја не знам дека некоја меѓународна организација која... Тие големите, да речам, пари од, не знам, од декади на Роми и така натаму, тоа се оди преку влада, никогаш Добро, не добиваат. декади на Роми мора да оди преку влада, не може да оди преку општина. Најверојатно затоа што владата треба да издвои за сите општини каде што живеат роми. Не можам јас како градоначалник да издвојам пари за другите. Значи тоа мора да биде така, мора еден центар да има од каде што ќе се издвојат тие пари. Меѓутоа некои други пари кои се издвојуваат екстра за роми, јас не познавам, искрено не оди преку влада. Повеќе тие меѓународни фондови соработуваат со невладините организации, него со владините организации. Со здруженија кои што можеби немаат толку ромски етнички предзнак. Па имаат, не би рекол дека немаат, меѓутоа не знам, јас не познавам некој фонд кој освен декада на роми или ова што е сега Министерството
без ресор. Не познавам некој друг фонд кој треба да издвои пари екстра за роми. Нема таков со влада. Јас барем не познавам. Меѓутоа, преку невладин сектор има еден куп. И тоа се сериозни пари. Значи, пари 3 милиони, 5 милиони евра, и тоа се невладини организации кои менаџираат во инфраструктура, во асфалтирање, во големи капитални проекти. Да, ете така, учествуваат со дел, значи не целосно. Имавме се еден проект преку УСАИД со Ромалитико. Ромалитико е таа невладина организација која успеа да и се доделат неколку милиони евра пари. И таа невладина организација помагаше во сите населени места со 30%, мислам дека беше со 30% учество, ако општината издвои 70% за некаков проект, они учествуваа плюс со 30% субвенции, за да може да се реализираат проекти таму каде што живеат роми. Тоа е процентуалниот клуч, нели, обично кога се доделуваат такви народни проекти. И општините треба да финансираат, да не биде тоа целосно финансирано од меѓународниот фактор или од странски донации. Знаат ли ромите да се изборат за оно кое што им припаѓа и да го дадат гласот за оној кој што ете направил досега нешто за нив? Какво е вашето мислење и зашто најмногу ќе го дадат, ако го дадат гласот за вас во вториот мандат? Дали знаат? Јас мислам дека научи. Гласни ли се во барањата, еве од теренот, какви се? Па, искрено сега јас ако го зборам тоа за мене, би излегло дека се фалам, меѓутоа... Добро, кампања е малку. Кампања е, да. Меѓутоа, тоа што ми ја даваат... Си го бараат ли она кој им следува? Како не, па, они, видете, во 2017, кога јас ја наследив општината, како што реков, катастрофа ситуација, они немаа храброст да се јават во општина или да алармираат дека сејалица немаат. Во мојата улица во 2016 7 месеци беше во темница. Значи, тоа е еден пример за мене лично. 7 месеци беше во темница, имаше само еден рефлектор, таму каде што имаше партиски член на одредена политичка партија, која тогаш беше локална власт. И никој не смееше да збори. Денеска ромите научија дека доколку нема една, а не цела улица сејаличка, знаа да се јави цела улица и да алармира и да каже дека е темно во улицата и треба да се замени. Знаете, до толку стигнавме да бидеме гласни и затоа ме научија дека јас сум градоначалник кој работи 24/7 и кој е достапен исто така 24/7 и токму затоа ја имав довербата како втор мандат, најверојатно според сите анкети кои ги спроведовме, ќе го добијам и во третиот мандат, затоа што според анкетите водам 4:1 пред другите кандидати. Ова се сериозни водства. Се надам дека нема да не фати законската рамка или за презентирање на анкети, ама тоа кандидатот сам си го кажа. Ние се оградуваме. Да се пошегуваме. Кога сме веќе кај шегата, нели, не коментираме се да не испадне дека овде си озборуваме нешто пред изборите се сепак еден сериозен чин. Меѓутоа, подготвувајќи се за емисијата, нели спомнавме дека одредени политичари се обидуваат да го обединат ромското ткиво и така натаму. Кај ромската заедница, нели секогаш палат, да кажам така народски, некои реченици, некои зборови на кои се кликнува. Ако претходно имавме Кока-кола, вие сте iPhone или? Не знам, сега ние тогаш 17. бројот ни се падна такови, ние го искористивме моментот, дека сега во мода е, нели, ин е сега да имаш iPhone 17. И може би за леп да нема, ама iPhone 17 мора да. Па сега секој дете има iPhone, да не знам зашто толку медиумите се запалија по iPhone 17. Меѓутоа ние знаевме дека многу често ќе се деси не само на мене, од секој кој е Рома е јавна личност, се бави со некоја јавна позиција, дека ако негде го фатат, дали ќе биде тоа луксузен ресторан или ќе вози некоја полуксузна кола, одма тоа во јавноста ќе излезе како еве, види ги циганите,
за леб немаат, види политичарите нивни како се возат или пеат. Тоа секаде го има, во сите Не е баш кампањи го секаде. прават, Имаше во некои заедници е малку Кај нас е поизразено. тоа Добро. најизразено, да. Ама вие самиот кажавте дека некој рефлектор светел само пред една куќа, така што веројатно и вие тоа како дел од заедницата така го забележувате. Па, Некому затоа- му свети рефлекторот, но кај некого е темница. Видете, затоа ние работиме на тоа да дојдат други, значи да дојдат и македонци, и албанци, и сите што живеат во Република Македонија, да дојдат, да се прошетаат низ Шуторизари и да видат дека во Шуторизари нема само такви као што ги гледаме на семафори, тоа се можеби 10 фамилии кои ја прават грдата слика за сите нас. Во Шуторизари живее ситуиран народ, работник народ. Значи во Шуторизари живеат роми кои можеби живеат подобро од сите други етнички заедници. И се јас не можам сам да се изборам против таа слика која ја имаат, крива слика што ја имаат за нас. Знаете, Најчесто и околу безбедноста. Јас познавам луѓе кои што анегдотално сакаат да пазарат, па не знам дали е безбедно да одам, каде ќе паркирам и така натаму, што тоа се обични приказни меѓу народот кој што е неинформиран и неупатен. ете така, баш затоа повикувам сите да ја посетат Шуторизари денес. Безбедно е. Безбедно е, јас гарантирам безбедност, нема никаков проблем. Не знам зашто е така Ќе дојдеме и ќе се сликаме со iPhone. Да дојдете. Со iPhone-от? Да дојдете. Со iPhone-от. Немам 17, еве го мојот телефон. Меѓутоа тоа беше за PR цели сликано и ни успеете. Успеавме да ја кренеме јавноста, да биде запознаена најпрвин со нашиот број 17 и се надевам дека ќе се охрабрат и другите заедници да го гласаат нашиот кандидат во градот Скопје. Зашто да не биде малку разнолико? Зашто да биде секогаш црно или бело? Ќе Нека го биде запамтат бројот, ќе го запамтат. Нека биде и помаранџесто некогаш. Зашто? Нека биде и 17. Имаме кандидат кој може да се носи со функцијата градоначалник на градот Скопје. И ги повикувам сите добронамерни луѓе кои немаат ништо против ромската заедница да се охрабрат и да го поддржат нашиот кандидат. Ова ќе биде и пораката со Па, која полека да. и ќе заокружуваме. Веќе сме и пред крајот. Господине Дудуш, ви благодариме ете што бевте дел од локалната програма на Вистинска телевизија. Ви посакуваме успешна кампања. Ете, ние ќе се одјавиме овде, а вие ете, имајте го завршниот збор, зошто треба да гласаат за вас и да ја завршиме мисијата. Ете така. Видете, најпрвен се надевам дека ќе не поддржат, тоа ми е многу битно, дека ќе не поддржат и други етнички заедници во градот Скопје, и нашиот кандидат, и нашата советничка листа. Затоа што и во советничката листа има правници, доктори, архитекти, инженери, роми, кои треба да добијат шанса и да бидеме онака презентирани во прав лик таму. Да не гледаат со искривена слика. А за мене, што би рекол, јас за мене не би рекол ништо, мене ме знаат во Шуторизари, јас сум веќе 2 мандати градоначалник, нека гласаа по собствено убедување, онака како што мисла дека за нив ќе биде најдобро во наредните 4 години. И тука сакам и да ви се заблагодарам што ми дадовте можност да бидам денес гостин во вашата телевизија и да ги презентираме нашите програми, јас самиот да се презентирам на македонската јавност. И се надевам дека беше интересна емисијата и толку би имал да кажам. Благодариме и вам. Завршуваме нели со најава дека нека поминат изборите и ќе отидеме до Шуторизари. Па повторно ќе И на шопинг ги направиме, Вики Милува да прави слики на социјалните медиуми, така што сигурно ќе има неколку слики. До тогаш верувам ќе си го сменам и iPhone-от. Така, ние така овде и почитувани одјавуваме. гледачи, ќе се одјавиме овде, а веќе утре се гледаме 2 пати, 18:15, 21:15. Бидете со нас. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам во краја своја, Скопје каже ми. Општината е твоето место, мало, улица, дом. Ти одлучуваш каква ќе биде. Направи го вистинскиот избор. Гласај. Локални избори 2025.